тоа е оваа книга, која што имам во рацете, вели вака. Го живеев животот на мајка ми и татко ми. Го живеев животот на моето чедо. Го живеев животот на моите внуци. А каде сум јас? Каде е мојот собствен живот? Со авторот на оваа книга, која што е посветена на жртвите на семејно насилство и со госпоѓата која што повеќе од 30 години работи конкретно со нив, разговараме во продолжение. Добро утро. Добро утро. Од мојата лева страна би сакала и да ве представам Драгица Пандиловска, автор, и Томка Дилеска, председател на Организацијата на жени на градот Скопје. Да, добро утро, вие сте авторот. Да, може и да започнеме со тоа како да инспирацијата, идејата, со оглед на тоа дека тука има многу случаи реални, значи некој да земе да ја напише оваа книга треба директно да ја живее приказната со жртвите одреден временски период, да може да ја напишете. Па оттаму како настана книгата? Значи, добро утро и на денешен ден да го честитам големиот празник, Денот на победата, 9 мај. Многу ми е мило што на денешен ден ќе кажеме за една горлива тема која се провлекува не само со години, со векови. Ние сме едно традиционално општество, Балканот цел, сите држави. И оваа книга настана како резултат на тоа што бевме врзани дома со оваа пандемија што се случи. И со моите согледувања, јас сум членка на Организација на жените, председателката ќе каже повеќе за тоа. И сите овие случаи јас ги доживувам директно и случаи од моето обкружување. Не се работи само за жената што е во семејство, се работи за жената што е самостојна, што е останала самохран родител. На како се бори со институциите, има раскази во судови, во Центарот за социјални грижи, директни, ама сосема вистинити случаи. Јас нешто што почнав на тема за животот на жената, во мојата книга што е во култура, случаи од животот, таа е првата книга, да, колегата ќе ми помогне сега има на сајмот на книгата. И тоа се повеќе како стендап случаи, случување од општото обкружување. Оваа книга настана резултат на тоа што е наменска книга за жената директно, која се прпелка едноставно во едно општество, самохрана мајка, самохран родител, жена која што нема своја врска, нема брак, во општеството е малтретирана, едноставно жена која што е на ветрометина и напаѓана од посилниот пол. Маргинализирана? На маргини, точно така. А никогаш не се зема, еве председателката повеќе ќе каже за тоа, во предвид да се работи и со мажите, со насилниците, со тие што го предизвикуваат тоа насилство врз жената. Значи, не само во семејството, во работната организација, на разни манифестации, во целото наше обкружување. И сите овие случаи се директно поврзани со тоа. Не се само од семејното насилство, него има и случаи од што сум работела на проекти. Жени што се успешни, млади, што грабаат напред, а едноставно ги влече општеството, сопругот, партнерот, да речеме, назад, да бидат и да ги тапкаат дека не се они нешто повисоко од нив. Јас и госпоѓата Томка ќе ја прашам веднаш тука, со оглед на вашето работно искуство, ќе ми дадете одговор на тоа, ги спомнавме и младите жени. Сакаме да напредуваат, тие се иднината, немаме веќе поделеност мажи, жени, професии, тоа и го докажавме дека е така. Се поголема присутност на жените во секој сегмент во општеството и борбата. Го признава ли мажот успехот на жената? Па ретко. Искрено речено, познавајќи. И тука можеби настанува првиот проблем.
првиот момент, значи искрено кажам, прво сакам да кажам благодарност за поканата и многу ми е драго што сум денеска со Драгица. Таа е наша долгогодишна членка, учествува на сите наши манифестации, вклопена е во нашите активности и само еден детал ќе истакна, па ќе зборам за насилството. Она најмногу допринесе да ние бидеме вклучени во програмата на градот Скопје за одржување на 26 јули, значи, Скопскиот земјотрес, кога, пошто ние сме организација на жени на град Скопје и ние со градот Скопје се работуваме, и Драгица беше таа која што инициираше да имаме поетско читање за градот Скопје. И она тогаш ја напиша својата книга на Скопје кој го сака. И по тоа мото оди нашата, значи, така почва секоја, значи, секоја година. Традиционално, години наназад, 26 јули почува со нашата организација, бидејќи сме нели град Скопје со град Скопје. Да. Сега да се вратам на ова, веќе повеќе од 30 на години работиме со семејното насилство. Навистина тешко се справуваме со ова, затоа што мислејќи дека некако ќе се намалат овие проблеми во општеството, али не знам како тоа да го објаснам, како еден феномен, како едно човечко зло што некако тешко се искоренува. Вртање во круг. Тешко се искоренува поради тоа што сите мислиме дека добро, тоа не е ништо, денеска мажот ми ме удри, утре ќе биде подобро, нема да се врати пијан, све ќе биде окей. И што е најважно тоа и институциите како така да го третираат. Па тоа сакав да ве прашам, има ли напредок во институциите? Го пријаваш во полиција. Добро. И полицијата најпрво што сакам да кажам, па понатаму, значи, кај нас најпотребно се едукацијата. Едукацијата е превенција. Едукација на тие што работат нова. Посебно во полиција, полициските командири и началници кои се. Зашто ние кога ќе се обратиме таму, они прво прашуваат дали е прпа, дали е отепана, дали е удрена, дали е. Мане, он треба да ме праша да ја донесеме да разговараат со неја, нели, па после тоа треба, затоа што ние имаме SOS линија, која што 94-та прва SOS линија во Македонија. Така, и директно кај вас, и што е најбитно, пријавуваат. Така? Значи, прва стапка, прва инстанција се јавуваат на SOS линијата, да пријавуваат случајот, а потоа ние правиме проценка заедно со Центарот за социјални работи, ги сместуваме жртвите во нашиот шелтер. Наш собствен шелтер кој тој шелтер центар, господја Томка, е ограничено колку време може да биде таму? Што значи тоа? Тоа значи дека ние сместуваме како лежувачки центар од 1 месец до 12 месеци. Добро. Значи ги сместуваме. И што во тие 12 месеци? Таа треба да речеме психолошки да зајакне, вие дали помагате да најде работа, зашто реално економскиот проблем е... Супер ви е прашањето, точно така. Значи, кога ќе се смесат во нашиот шелтер центар, прво правиме проценка зашто дошла кризата, што се случи, што се довело да таа биде, значи да си го напуши својот дом или своите деца, значи тоа е голем чекор, нели? Еве, сите сме жени, го знаеме тоа. жени сме, знаеме што значи да особено значи, деца да се остават. Тим во нашиот шелтер центар имаме психолог, социјални работи кои се со лиценција, лицензирани, значи гешталти со навистина со високо образование, поминати ни сите едукации, и они се првите кои што разговараат, значи што, значи прво да ги олабавиме. Прво, за жртвата е најбитно од почеток да не ги прашуваш ти одма така и доверба. Па уште повеќе да се стекне доверба. Јас, например, како психолог разговарам со неја, да се стекне доверба дека она може да се отвори и да ми ги каже вистински проблемите. Да не се опиколува, знаеш, еднаш вака, еднаш така, значи точно да каже што се случило. За да може вие да помогнете. Дадеме адекватен совет, нели? Значи се случило тоа и тоа, значи ние и потоа зема социјалниот работник, значи својата работа, имаме тим, исто така и на други уште 3-4 жени кои што се наоѓаат во секој случај, ги носиме до институциите ако треба, например, до некоја институција да се најмногу до медицински установи, затоа што доаѓаат често поболни, па некоја повредена, па да одат тоа да се нели среди и така натака. А иначе нашиот шелтер е прв во Македонија, кој што е нас. Значи, сега, кога веќе зборувавте дека разговарате со жртвите, сакате да стекнат доверба во вас, вие веќе имате долго искуство, многу добро знаете да процените од старт за што станува збори. Најчесто, што е тоа што се случува најчесто? Затоа што е поместена границата. Ако зборуваме претходно дека младите жени имаат повеќе достапност, едукација,
Предходно, да речеме, ако било проблем образованието, сега имаме образовани млади жени, кои што имаат повеќе достапност до информации, точно знаат што се случува, имаат можности преку интернет и да се едуцираат и за законски регулативи, и тие се жртви. И тие се жртви. Најмногу се тие жртви. Вака, значи, Што се помина онаа случи? граница што викате дека кај нас доаѓа само неедуцирани или слабо едуцирани или воопшто неедуцирани. Ние, морам да кажам, сме имали случаи на жени на градоначалници, едуцирани, собраниски работници, кои што, значи, најмногу би требало институциите да бидат да ги штитат. Се би знаеле и да ги штитат точно, но да ги знаат и законските регулативи, да знаат кои се нивните права и што се случува со жените. Се случува тоа, со жените не се случува, што се случува со мажите. Тоа зборуваме за тоа, што се случува со жените, тие да бидат жртвите во такви ситуации. Затоа што имаме промена, сега тоа зборуваме, имаме промена една на Имам расказ на таа тема Диамант на една жена конкретно што она направила. Еве го, Диамантот е тоа. Значи, расказот конкретно за жена што се едуцирала, што завршила, што све направила и видела дека не може веќе. Не може и она веќе става крај. Веќе силите незини се исцрпуваат. Значи, она се едуцира, децата ги гледа, работата ја гледа и иде скали нагоре. Жена, мајка, кралица. Кралица. Сепак, и сета оваа книга, која ќе прочитате, која ќе имате. Се надевам дека ќе допре до повеќе интересно е што, баш се ги кажав на Драгица, она првата книга е била како беше бидејќи бајките имаат среќен крај. Читајќи ја ова книга, ја не видов баш некој среќен крај. Ама таа е за таа книга. Така сакав да го завршиме разговорот. Тоа ми беше прашањето дека колку од овие случаи до сегашна работа имаат позитивен исход. Имаат. Не многу. Најголем проблем е ова во тоа што жените, поготово ајде да речем, едуцираните ќе се снајдат, ќе најдат работа. Ние, како што ме прашувате, наоѓаме за нив работа. Али тие што доаѓаат, ние каква работа можеме да им најдеме? Не можеме директор да направиме негде, или е хигиеничарка, или фризерка. Апсолутно, според квалификациите. Треба квалификациите, да помагам. И сме помагали. Абсолютно, па и тоа е работа, се разбира, помагате како не. Иначе тоа треба да го прави државата. Тоа е институционално прашање. Ние од нашата желба. Тука ве прашав колку институциите напреднале. Па тоа сакам да ви кажам, имаме Истанбулска конвенција, имаме протоколи за постапување, координативни тела, али тоа е се на хартија, се уште кај нас. Тоа треба во пракса да соживе, например, социолозите да бидат вклучени. Само да завршам, Драгица, ако можете. Сакам да кажам, ова што се случува сега во обкружувањето наше со ова што се случува во Србија. Значи, гледате како се имитираат работите. Јас се плашам дека таму се случува, гледате сега со вештачки пиштоли или ножи, како тоа се прават. Значи, затоа е многу важно институционално да делуваме, да превенираме ние како медиуми, да пратиме. Ние на секоја конференција, семинар, во странство, во регионот, било каде зборуваме. Значи, крајно време е да се почитуваат. Зашто се пишувани тие конвенции и протоколи? За да се почитуваат, нели? И предходно, како што зборавме неформално, каде се мажите тука на тие конференции? Ајде тоа да ни биде крајот на разговорот, дека ако треба институционално да зајакнеме, ајде да зајакнеме во делот, не само да се работи со жртвата, да се работи со насилникот. Сигурно имате и такви приказни. Па има, ама јас имам приказни, например, со жртвите со сопрузите, ама имам и со институциите. Тука треба и институциите да бидат вклучени. Центарот, има една расказ за Центарот за социјални грижи, за судовите што се вклучени, врскички го штитат насилникот. И во Центарот го штитат, и во судот го штитат, и го штитат сопругот. Значи, ние на 3 места треба да делуваме институционално. Тука треба да бидат вклучени поголеми инстанци и тука треба да делуваат и социолозите и психолозите. Јас веќе разговарав со некои стручни што се на таа тема и ќе ги поканам и на промоцијата да имаме соработки, кажав на председателката, веќе да со нив
они да настапуваат и во шелтер центарот, да почне и да заокружиме. Да. Значи додека не се вклучат и ова на институциите. Да. Ние како Вие викате постојано повикувате на тие конференции на кои што точно како невладин сектор ние максимално правиме. Тоа го правиме од срце, ние не работиме ни за некои хонорари, ни за што. Ако има проект, има ние волонтерски, ние поготово не со линијата, еве дури градот сега последните неколку години не поддржува, али тоа нас не обесхрабрува. Друга е сатисфакцијата. Сатисфакцијата е тоа, знаете што е сатисфакција, кога ќе ве сретат, кога ќе речат фалата, еве како да не кажем го на тези случаи кои ни благодарат. Благодариме на висина, ни помогнавте. Дали психолошки, дали со работа, дали ја оснажнивме, ја охрабривме да може да се бори самата. И психолошкијата тоа е поентата на помош, нашата работа. Ние не сме институција, а Да. институцијата е таа што треба да им најде работа или да ги дообразува, да ги доквалификува. Има милион работи кои што може да ги прават. Али ние гледате нашето општество со што се занимава. Со многу понебитни работи. Ова што насилството не е кој знае што. И затоа може би ова станува тој горлив проблем кој што се проткајува со години. И јас се плашам дали воопшто некој ќе се одлучи. Не е само тука така. Значи јас сум живеела и во други држави, во други земји. Тоа сакав да ве прашам. Да, вистина е така. Еве, ја и во Америка сум живеела, во Англија сум живеела, и во Германија е така. Значи, само што кај нив работат, институциите функционираат. Одите во Германија, удрија жената на улица, дали нема да те собере полицијата. Или ние треба да објаснуваме дали тоа било случајно или само така и удрил шама. Значи, тоа се разликува. Да објаснуваме за причините зашто се случува. Институциите, значи, дефинитивно веќе треба на вистина да се вклучат оние институции со кои што се занимаваат. Ја не велам сега Министерството за економија или не знам што, али за правда, полицијата, МВР, кај се. Да. Мислам, треба на вистина, малце ова делова критички, али мораме да кажеме вистината. Една колешка, например, ваша колешка, што се заблагодарува, што и помогнале шелтер центарот да закрепне психички да може да се бори. Гледам во институциите, најголема поддршка. Вие вика настапивте во институциите, седеќе што требаше, али вие морално што ме подигнавте во духот да ја се борам сама понатаму. Не можам никош да го... Тоа е сатисфакцијата од шелтерот. Да. Они сепак не се истите кога што дошли, не остануваат они ден-два, 5 месеци, 6 месеци, 9 месеци. Затоа и ве прашам, дали е ограничено? Значи, они се веќе други личности. Само да не се вратат кај насилникот. Али што се вратат кај насилникот? Ако си зависен, и економски, поготово сега проблемот станува се поголем со децата. Често пати се не знам што се случува, децата ги доделуваат на мажите. И се нас се јавуваат ние да помагаме. Ние колку што можеме. Да, али тука се институциите, нели? Милион проблеми има каде што децата сакаат да бидат повеќе со мајката, некои се разбира. Сакаат со двата родители, тоа е идеално, али пошто го нема тоа. Значи, многу, на ова поле има толку многу да се работи, а толку малку внимание се посветува. Да, ви благодарам што колку толку посветивме внимание да разговараме за оваа тема. Јас ви поканувам повторно да дојдеме и малце повеќе да зборуваме на оваа тема, затоа што кај нас можеби повеќе буди емпатија моментот кога ќе се раскаже за случка вистинска, а можеби освестувањето е поголемо. Така да ќе зборуваме повеќе на ова. Точно така, па гледате колку убиства само се случи. Каде се случи нешто се заташка? Колку убиства на жени има? Да кажеме за промоцијата на 19. Да, може само што тоа на крајот да го кажете и со времето сме... И се заборев да ви кажам дека за време на пандемијата, за време на короната, беше зголемен бројот на јавувања, значи енормно. А фактот поради тоа што мажите повеќе беа дома, не оде на работа, жените дома и сега... За жал наместо семејствата да се сдотат. Кажете, побелете за промоцијата. На 19.5 во 12 часот во Организација на жените на град Скопје, тоа ќе биде во центар Каршиградска болница, во зградата на Социјалистичка партија. Во нашите простори ќе биде промоцијата на оваа книга и директно учесниците ќе имаат можност да слушнат случки, вистините што се случува, а ќе има продолжение. Еден колега ми напиша, новинар, бидејќи јас бев долги години новинар, вели да продолжите со ова насилството што се случува во соседството, да не дојде и кај нас. Јас викам и за тоа ќе има книга исто понатаму. Јас сум таков тип што пишам за современи настани, случување. Прва е таа книга, па ова е за насилството, па ќе има за меѓу младите, меѓу децата,
За актуелни теми. За актуелни Тоа е теми. посебна тема Да. со Посебна Вулин. Тоа е Те посебна разбирам. тема на 19.5 во 12 часот ќе биде. Така. Ви благодарам за гостувањето. Да, и нас ти е денес. драго да, што ви ќе гости благодарам, некојаш можда ви ќе треба да имаме малку посакувам подолго успешна време промоција и се разбира се гледаме во навистина следна прилика. Да. рипаме од тема на тема да можеме да кажеме Ќе точно оставиме простор повеќе. Да. Да. Сега мораме веќе да одиме со